Во Смардан, Романија, на околу 50 километри од молдавската и украинската граница, европските сили на НАТО ја спроведуваат најголемата воена вежба Непоколеблива стрела 2025. 10.000 војници од 9 земји на НАТО учествуваат во овие вежби. Војници на НАТО од сојузничките сили за реакција ја тестираат својата сила, но и брзина, додека тренираат за зајакнување на источното крило на НАТО без армијата на САД. Операцијата ја води првата дивизија на Британија, продолжувајќи го долгогодишното лидерство на Алијансата. Романија, заедно со Бугарија и Грција, се домаќини на вежбите. It's very important, first of all, because it's the first training event. Многу е важно затоа што е прва обука на која вежбаме распоредување на сојузничките брзи сили. Горд сум што овој настане во Романија. Исто така е важно да се фокусираме на интероперабилноста меѓу нашите војници, меѓу нашите единици. За војниците на теренот, вежбата е тест за единството, издржливоста и способноста на НАТО во близина на границата на активната војна во Украина. Во овој регион падна и руски дронови и ракетни остатоци насочени кон Украина. Илјадници војници се обучуваат при сложени борбени сценарија, координираат маневри низ источното крило на НАТО. Како дел од вежбата, повеќе од 700 воени возила беа транспортирани по копно, воздух и море за да се тестира способноста на НАТО брзо да распореди сили во реални услови. Вежбата се совпаѓа со третата годишнина од руската инвазија на Украина, каде што борбите предизвика брзо развивање на воените тактики, но и способности. Војните секогаш се прилагодуваат и се менуваат, и како што забележувате, војната со беспилотни летала е значаен нов додаток. НАТО студира и тренира за тоа и се прилагодува со нови способности. Командантот вели дека сојузничките нации носат и своја експертиза. Тоа го правиме во НАТО, исто така и дел од новата опрема што ја донесовме. Сите нации поединечно за своите национални цели се многу активни во развивањето на овие нови капацитети. Европските сојузници велат дека вежбите им помагаат на војниците да научат да работат без учество на американски колеги, иако САД велат дека остануваат посветени на НАТО алијансата. САД бе основачка членка на НАТО, долго време беа лидери во НАТО. Секретарот Хексет рече дека иако можеби се потребни некои промени, ние се уште сме целосно посветени кон НАТО. Во меѓувреме, вежбите покажуваат дека НАТО ја зајакнува својата источна одбрана и е подготвен за секаков предизвик.